Во завршна фаза е изградбата на термофасада на зградата над полицијата во Кавадарци. На овој проект повторно заеднички работат Општина Кавадарци и Хабитат Македонија. Денеска градоначалникот Александар Панов беше на увид на градежните активности. Во изјавата за медиумите Панов нагласи дека на вакви проекти ќе се работи во наредниот период, бидејќи имало голем интерес кај станарите. Во Кавадарци е тешко да се почне, од кога ќе се почне веќе само копи пастото станува и да дојдеме до еден сериозен добар резултат. Морам да истакнам дека на првиот повик бевме скептични, дури ургиравме да се јави првата зграда. Меѓутоа еве сега имаме еден наплив на многу сособственици на згради кои што поднесуваат документи и учествуваат во рангирањето. Се наоѓаме тука пред крајот, односно пред завршување на втората зграда, односно третата, бидејќи првите две се финансираја со помош на Хабитат и локалната самоуправа. Имавме во меѓувреме една која што приватно ја направија сами луѓето по овој пример. Меѓутоа одма до мене е и наредната зграда која што ќе се реализира повторно со помош на Хабитат и Општина Кавадарци. И тоа во малку изменета форма, бидејќи првите два спрата ќе бидат комплетна донација од Хабитат, бидејќи се во собственост на Сдруженијето на пензионери на Кавадарци, а додека нашата донација ќе се однесува на горните два спрата и на кровот кој што ќе се работи. Исто така пројавија интерес и луѓето од зградата под полициската станица и кај оние згради кои што ги нарекуваме полициски или воени згради на истата ова улица 7 септември. Во тек е апликацијата исто така на зградата над Нова Палма и мислам дека со евалуација ќе биде една од следните, можеби ќе се прават заедно со ова на Сдруженијето на пензионерите, со што на некој начин овој дел, бидејќи се работи за повеќе згради на улица 7 септември, ќе го добие оној изглед кој што ние го посакуваме, а секако го посакуваат и станарите кои што живеат тука. А и еве, ќе спречиме една опасност која што беше појава минатиот период да паѓаат делови од фасадата па да бидат загрозени животите и здравјето на луѓето кои што минуваат долу. Вашите камери може да забележат еден поинаков убав лик на оваа зграда. Тоа ќе се мултиплицира и во сите надолу и посакувам да граѓаните, односно состанарите, бидат активни во делот на нивните апликации. Представникот на Хабитат Македонија искажа задоволство од досегашната соработка со Општина Кавадарци. Ние сме посветени како Сдружение за хумано домување, прво на обезбедување на еден пристоен дом за сите, поготово за оние кои тоа не може да го остварат преку комерцијалните банки. Ова што се работи позади нас е еден друг пристап на целата работа, затоа што повторно во секторот домување учествуваме во еден друг сегмент, односно во заштитата на енергија, општо во заштита на енергија. Прво, сите знаете дека тоа беше многу присутно во Скопје, меѓутоа мене ми е многу мило што се случува и во помалите градови, затоа што овдека е повеќе од потребно, за разлика од Скопје, каде што знаете дека таму е централно грејење, овдека грејењето е на дрва или друг тип на огреен материјал. Значи, овдека мислам дека заштедите били многу повеќе видливи во однос на целата работа. Ова е дона зграда, значи, на 7 септември, која што спомена градоначалникот дека ќе биде донација од нас. Всушност е донација од Сент-Гобен, тоа е француска фирма, која што произведува градежни материјали. Знаете, оние термоизолации, ригипс и така натаму. И нивна како донатори, нивна желба е да биде донирано на некаков објект кој што во соработка со општината го одредивме да биде оваа зграда каде што има пензионери, а за да како не би останала зградата дополно направена, благодарни сме повторно на општината што ќе овозможи да целата зграда се заврши и придонесе за не само за заштита на енергијата, туку и за разубавување на градот Кавадарци. Морам да споменам дека кај нас оваа работа воопшто со заедничките делови на зградите на колективните објекти е малку запоставена во последните години, затоа што тоа сите знаеме дека
порано се случуваше сите овие трошкови се покрива, а никој не знаеше од кај идат парите. Сега кога дојде дека всушност собствениците на посебните делови, односно на становите, е нивна обврска, сега нас не е тоа малце чудно. Но мислам дека во Кавадарци добар е одзивот со целата оваа работа, значи собствениците се свесни дека со инвестиција, значи ова не е трошок, туку инвестиција во изолација на зградата, во термичка изолација на зградата, они ќе плаќаат помокот, значи придобивките ќе им бидат во наредните години само ќе им се враќаат. Денеска на градежниците им помагаа средношколци од Македонија, Србија и Хрватска. Учениците се вклучија во овој проект да волонтираат по нивно барање. Денеска имаа можност на терен да покажат што научиле. Волонтерите позади на што ги гледате се ученици од средни училишта на електротехничка струка, од град Винковци, од град Нови Сад и од средното училиште Михајло Пупин од Скопје. Тие бидејќи се веќе учеле за заштита на електрична енергија, сакаат да придонесат, затоа што дел од работата на Хабитат е промовирање на волонтерството, на друг тип на волонтерство кој што е кај нас се уште непознат. Значи, учениците позади ова го прават тотално без никаков надомест. Значи, нивна беше желбата, ние само во соработка со повторно со градот Кавадарци и со надлежната фирма која што изведува оваа фасада, благодарни сме што ни овозможија да и учениците осетат тоа што го учеле во реалноста. Како се доаѓа не е лесно до саканите резултати.